Александар Нацев од структурите на владеачката ВМРО-ДПМН е новиот осомничен на списокот на обвинителството за пожарот во Кочански пулс. Иако неговото име не фигурира на хартија, се сомничи дека тој е реалниот сопственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, која за време на пожарот без писмен договор била ангажирана за безбедноста во дискотеката. Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител по наредба на судија на претходна постапка изврши претреси на две локации во Скопје и Пробиштип во врска со Агенција за обезбедување, при што лишено од слобода е лицето АН. Новиот осомничен во континуитет активно раководел со планот и начинот за давање на услугата обезбедување преку правното лице, се вели во соопштението на обвинителството. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, не контролирали и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот за посетители, не спречиле внес и користење на пиротехнички средства од членовите на музичката група со кој бил предизвикан пожарот, поради што настапила смрт кај 62 лица. Се вели во соопштението на обвинителството, во кое се додава дека за Нацев ќе бараат активен притвор. Денешното апсење на Александар Нацев е доказ дека правда има и таа важи за сите, порача од владеачката ВМРО-ДПМН во писмено соопштение. Секој кој има било каква инволвираност со трагедијата во Кочани ќе излезе пред институциите, без разлика дали е член на ВМРО-ДПМН, СДС, ДУИ или која било друга политичка партија, порача од владеачката партија. Александар Нацев подолг период е дел од структурите на ВМРО-ДПМН. Беше и директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во претходниот мандат на неговата партија, а политички најактивен беше во периодот по 2017-та, кога често се појавуваше на пресконференции во партискиот штаб. Александар Нацев е 47-миот осомничен за пожарот во Пулс во рамките на истрагата која обвинителството ја прогласи за завршена на крајот на минатиот месец, оставајќи простор да ја дополнува кога за тоа ќе обезбеди докази. Паралелно истрага против 14 полициски службеници води и обвинителството за организиран криминал и корупција. Во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Александар Спасовски, Сител телевизија.